Овогодишното јубилејно 25-то издание на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков започна со изложбата ФК низ објективот на Сречко Гунчев. Токму овој наш сограѓанин, фотографот Сречко Гунчев е дел од вестите на ТВ канал ВИС. Господин Гунчев, голема ли беше честа на јубилејот од 4 век постоење на фестивалот, токму тоа што низ овие сите 25 години си го доловил преку фотокамерата, преку објективот да биде дел од свеченото отворање? Голема е честа и задоволството да се биде дел од овој фестивал, на овој јубилеј 25 години од постоењето на ФК Ристо Шишков. Ова е моја петта изложба самостојна поред. Првата се случи токму на истиот фестивал во 2012 година. Сега поставката е поразлична од тогаш. Тогаш бев представен, се представив со фотографии кои беа на сцената со актерите од представите. Ова изложба што го одбележува 25 годишното постоење на ФК Ристо Шишков е поинаква. Се водев од концептот да има застапеност на повеќе случувања надвор од сцената, она што се случува во фоајето на Националната установа Центар за култура, на некои локации во градот. Сите лауреати се застапени, значи наградените актери за најдобро остварување. Тука се водителите на разговорите, директорите на фестивалот, селекторите, неколку градоначалници, министри, сегашни, бивши. Тука се, да кажеме, повеќе случувања што биле во и што не се биле во програмата, но се дел од овој фестивал, како некои музички групи гостувања, еве на Владко со Раде Шербеджија, на групата Фолти, на еден наш оркестар создаден токму за потребите на фестивалот, кој свиреше во джез музика баш во барот под нас, во Селект, во Платинум, се извинувам. Така да, ова година една мала ретроспектива на тие настани што се случувале и многу од гостите што се и ова година овде се препознаа и се израдуваа на својата младост, да кажем, на тоа како било пред 20-25 години. Тоа е тоа. А вие сте својвиден хроничар на Струмица, на културните збиднувања на Струмица, но и на секојдневниот живот во Струмица. Кои се вашите идни планови? Досега имате изложби со театарот, со Струмичкиот карневал, дали веќе планирате некоја изложба во која што ќе го доловите токму духот и она што се случува зад маргините на театарските кулиси, што се случува во градот, низ чаршијата, по мејаните? Па, точно дека сум еден вид на фотохроничар во градот, ги бележам, ги фотографирам сите тие моменти, случувања, најповеќе што се случуваат во Центарот за култура Антон Панов. Ги фотографирам луѓето и по улица, потоа ме препознават по кафеаните. Планови имам. За ова година е доста, направив, како што знаат луѓето, 2 изложби за 2,5 месеца, доста е за ова година. За другата година нешто сакам да направам и верувам дека тоа ќе се оствари. Имам некои контакти со луѓето од Струмица Open Fest, бидејќи мислам дека ќе биде 7-миот фестивал поред, па да искористам да се представам кај публиката со она што се случува надвор на фестивалската сцена. Фотографии имам многу. Се надевам дека ќе го добијат своето заслужено место да бидат изложени. Исто така би сакал да направам со некои други луѓе, некоја заедничка изложба, да ги спромовираме сите тие и помлади
да кажем, колеги што се занимаваат со фотографијата. Дали тоа ќе биде во наредната година или во некоја друга, ќе видиме. Сакам со работка со општината, например, да направиме некоја изложба за Струмица, да ги покажеме убавините на Струмица, дали тоа ќе биде од постарото живење на Струмица или од оние новите што ги јас фотографирам. Тоа останува една желба за да ме води во следните години, еден мотив за тие планови да ги остварам, ќе треба и подкрепа, да кажам. Сам е тешко, бидејќи, како што знаеме, фотографијата не се исплатува. Духовно се исплатува, нема материјална корист од неа и затоа би сакал оние што се во градот, фактори, собрание, фестивали да помогнат, како и досега што ми помагаа. Тоа би било тоа за идните планови. Се надевам дека ќе имаме уште прилика и уште можности да ги покажам моите фотографии на љубителите на фотографијата во градот Струмица. Така. Ви благодарам, честитки уште еднаш за изложбата и ви благодарам што бевте дел од вестите на ТВ канал Вист. Ви благодарам и вам за можноста да ја промовираме и да ги кажеме плановите за понатаму во следните години.